СДСМ се обидува со невистини да го покрие незаконското работење, свесното кршење на закони, свесното компромитирање на високото образование. Ковачевски и тимот уште не седнати во фотелите, работат незаконски и се правдаат со лаги. Пивнот на Заев, Ковачевски, именува двајца професори, декан и продекан, спротивно на закон, на високи партиски функции, членови во извршниот одбор. Бисера Костадиновска Стојчевска, внимавајте, подпредседател на СДСМ, во првиот свој јавен настап се обиде со невистини да манипулира за незаконитоста и за кршењето на законот за високо образование во врска со именувањето на декан и на продекан за членови во извршниот одбор на СДСМ. Двајца професори, членови на СДСМ, универзитетски декан и продекан, го кршат законот за високо образование и прифаќаат да се членови на највисоко партиско тело, извршен одбор на СДСМ, тело кое што според статутот на партијата креира и спроведува политики и е одговорно за внатрешното структурирање на партијата. И никој од нив не се извинува, еве веќе пети ден, ниту презема одговорност или покажува доблест да ја смени одлуката. Ова кажува само едно. Ова е тим на луѓе кои што во старт покажуваат дека ќе служат на заевизмот, на незаконитости, на кршење и на непочитување на закони. Тоа е СДСМ, служење со лаги и незаконско работење само во заштита на криминалот, на корупцијата, во заштита на Зоран Заев и неговите интереси. Ви благодарам, дозволете ми да го прочитам и да одговорам на прашање пристигнато од Алсат телевизија. Прашањето гласи: дали ќе побарате средба со Ковачевски пред посетата на бугарскиот премиер во Скопје за да ги пренесете ставовите и очекувањата од преговорите со Бугарија? Почитувани, нема официјална потврда и известување дека ќе има средба меѓу Ковачевски и бугарскиот премиер, а кога ќе има официјално известување за таква средба, очекуваме и бугарската страна и СДСМ да го слушнат ставот на ВМРО-ДПМН, партија со најголем број на пратеници во парламентот и партија со најголем број на градоначалници во државата. Ви благодарам.